Зошто се повлече господин Табази од академијата? За да се исклучат сите оние шпекулации околу тоа дека неговата сопруга е еден од слушателите во оваа генерација која сега треба да заврши. Господин Јолевски, издржани ли се забелешките на американската амбасадорка? Може би е изненадена од резултатите или не знам што. Мислам дека доколку сакале да бидат критични, можело тоа да се изрази на подиректен начин. Ахмети посакува алијанса на албанците да влезе во владата, но на иста линија не се дел од така наречените огнени. И покрај таквиот отчет и покрај тоа што немаат резултати, но ова мислам за ова цекот ќе го плати дуи и сега и во наредните избори. Само Црна Гора има повисока стапка или повисок индекс на мизерија. Животниот стандард опаѓа. Доаѓаме во опасност кредиторите наскоро да ни кажат стоп, вие сте земја која што е со висока задолженост и ние не сме сигурни дека ќе бидете и понатаму способни да се задолжувате и да ги отплаќате ратите на обврзниците на кредитите. Како е позициониран денеска уметникот во Македонија? Не е позициониран никако. Во држава која што е во распад и која што континуирано пропаѓа на секој можен план. Гледате ново издание на Трилинг, добре дојдовте. Уште еден камион пропадна на плоштадот. Важно, коњот Александар Велики не е загрозен. Трет пат пукано во културниот центар на бугарите во Охрид. Со куршум не се гради добрососедство, ниту се промовира туризам. Владата ќе му го одземе македонското државјанство на украинскиот бизнисмен Онишченко. Вина има, но дали одговорност треба да се баре ке директорот на АНБ Димовски, кој треба да замени како нов македонски амбасадор во Франција. Колку македонските агенти се влезени во бизнис релации? Намалени се стапките за економски развој. Во изден различни проекции на гувернерката Бежовска и министерот Бесими. Како ќе се усогласат монетарната и фискалната политика? Во само една недела сами си пукаме во нога. Ова е само кратката најава за новото издание на Трилинг, следете. Владино окрупнување или внатре партиски прегрупирање? Зошто Ахмети ја сака алијанса на Таравари да влезе и да биде дел од владината коалиција? Кога? И ќе биде сосема јасно дека дури ако алијанса на албанците влезе во владината коалиција, нема да имаат доволно пратеници за да се обезбеди двотретинската поддршка за уставните промени. Изад Меджити, пратеник, водач на фракционерското крило во ДУИ, еден од главните критичари на вице-премиерот Артан Груби. Добро дојдовте во емисијата. Господин Меджити, побаравте дел од вашите министри да дадат отчет за сработеното. Чинам дека до крајот на ноември требаше да ви информираат што сработиле. Изразивте голем број на забелешки. Што стана со отчетот? Имаше отчет од министриве, после ние сработивме, значи, и ревизија на отчетот, и тоа писмено, значи, писмен материјал имаше до председателството, според наше видување и според бројките, значи, резултатите има потврлување, значи не се ни малку задоволни членството од тоа, така да очекуваме тоа да се одрази и да има промени. Промени ќе барате од вашиот лидер, дел од министрите да бидат сменети? Да, врз основа на отчетот, значи тие што немаат резултати треба да отстапат место, значи на поенергични, поуспешни и по На кого најмногу имате забелешки? Значи во овој случај прв човек е вице-премиер, значи владата и тоа прв Артан Груби, значи тој е прв на удар. По прашањето на новото евентуално коалицирање или влегување на алијанса на албанците, Али Ахмети генерално вели да. Иако Таравари за сега вели дека нема ништо конкретно се уште. Кој е вашиот став во однос на евентуалниот влез на алијансата на албанците во владината коалиција? Било каква влада ќе биде задоволна, значи ако обстане и ја помине, значи сета ова криза со помали последици и во вакви околности, значи да се влезе во влада, значи не знам колку е паметно, прво за алијансата,
Алијанса на албанците, но тоа е нивна работа. Тие треба да проценат во однос на од наша димензија на гледање на работиве. Мислам дека нема моментум, нема никакви околности за да се завлез на Алијанса во владата, бидејќи владата има стабилно мнозинство, значи 64 пратеника, посебно што деновиве, значи јавно го искажуваат тоа алтернатива, па и малце срамежливо и Социјалдемократскиот сојуз и помалите партии, и останува дека ова само иницијатива на Демократската унија за интеграција, но треба да се има предвид дека ова нема никаква врска со интеграциите, со окрупнување, значи, на мнозинството, бидејќи далеку е бројката 81 пратеник, прво. Второ, значи, пратениците албанци, без разлика од која позиција се, дали позиција или опозиција, во историски е докажано дека секој албанец, политичка партија, пратеник, нема никакви дилеми околу стратешките прашања, значи, за било кој договор, преспанскиот договорот со Бугарија или било што, значи, сите би гласале за тој договор, така да ова полека, значи, се трга маглата и се гледа дека е во функција да се задржи овој владин состав, значи да нема промени во владиниот состав, зборам на ДУИ, да се спаси и покрај таквиот одчет и покрај тоа што немаат резултати, но ова е, мислам, за ова цекот ќе го плати ДУИ и сега и во наредните избори. Дали Ахмети всушност стравува од цепување на делот пратениците и со идејата што лидерот ја форсира, еве нека влезе и Алијанса на албанците, всушност сака да ви ја намали цената вас и моќта, особено на скопското крило, каде вие релативно добро доминирате. Значи, пак инсистирам дека ние ќе се придржиме до демократски процеси, до демократски алатки, мислам, што може да ги искористиме, како што е враќање на дебатата во партиските органи, отчет, ревизија на отчетот, и во основа на ова, мислам, веќе ќе има јасна слика кон што се движи Демократската унија за интеграција, и ако беше наша интенција и барање, значи, да се формираат телата, сега сакаме да покажеме и докажеме дека тие тела и дебатата што се води не се само формални, туку се реални, и ако успееме во тоа, мислам дека сите разлики ќе ги надминеме внатре во партиските органи. Ако има простор, значи, кај што ќе ги искажеме и ќе не послуша за тоа. Во спротивно, значи, ќе бидеме приморани да посегнеме пак по други демократски средства, како што е фракционерство, различно размислување, па и во однос на бројката и да влезе Алијансата, значи, кој гарантира дека 8 ќе влезат, прво дали се тие 8 сите едногласни, второ, значи, кој гарантира дека 8 ќе влезат, некој нема да излезе, значи, од тоа. И ќе се сведе пак бројката на 64, 65, 63, значи, така да на крај ќе се види дека ова не се работи за процеси, за интегративни процеси, туку ќе се сведе на дневна политичка база. Дел од македонските политичари стравуваат од етничка диспропорција, дури проценките се ДУИ со своји блиски кадри и во обвинителството и во судството ја заокружува моќта и влијанието во политичките кругови, но и во судско-обвинителските кругови. Како во вакви околности може да се говори за борба против корупција, криминал, непотизам? Зашто многу често партијата беше критикувана? Прво, значи, можам да се согласам дека во политиката многу е битна перцепцијата. Има една тенденција, обид, значи, да се прикаже дека
албанците зазеле видни позиции, Демократската унија за интеграција во судството, обвинителството. Напротив, ја би се сложил дека има голем напредок, значи од 2001 до сега, значи и албанците се чувствуваат поравноправно, значи во однос на другите граѓани, значи помалку се чувствуваат граѓани на втор ред, се повеќе се чувствуваат како равноправни граѓани во Република Македонија. Но не се согласувам со перцепцијата дека албанците или во овој случај Демократската унија за интеграција зазела видни позиции. Ја и покрај ова, значи мислам дека во многу битни државни институции кои што ја креираат владините политики или тоа што е влијание, се уште има работа во тој однос, како што е МВР, АНБ, УЈП, царина, судство, обвинителство, банкарскиот систем, значи во ова има доста да се сработи и мислам далеку сме од тоа дека сме многу влијателни во овие области. Ја напротив мислам дека многу малку сме присутни во тој дел. А во однос на последното, мислам дека реакцијата од американската амбасадорка треба сериозно да се свати и значи треба да делуваме и да работиме сите за независно судство и независно значи судски органи за да делуваат во однос на борба против корупција на правна држава и се за тоа. Ја споменавте американската амбасадорка која имаше сериозни критики и забелешки од начинот и на изборот на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, господинот Абази. Дали со овие забелешки всушност на официјален Вашингтон, дуи на некој начин може би сега стравува дека сепак Вашингтон ќе започне, односно меѓународната заедница ќе бара прочистување на компрометираните личности и луѓе кои за себе имаат па да речем Балкан веш? Напротив, значи дуи во овие 20 години, значи како стратешки партнер, мислам, гледал кон Соединетите Американски држави, Европската унија и ние ќе ги послушаме и кога ни годи и кога не ни годи, бидејќи секогаш оди во прилог на доброто на државата, на доброто на граѓаните, така да треба сериозно ги сваќаме нивните пораки и мислам дека тие ќе се одразат во нашите политики. Каде ќе седи Изет Меджити во наредниот период? Во посебното столче како независен пратеник во законодавниот дом или може да се очекува Али Ахмети да повлече таков потек што ќе го задоволи она крило, така наречено огнено крило, со тоа што ќе им даде одредени функции, дел да влезете како дел од владата, дел од директорските позиции, или ќе одите на варијантата или ќе ги исполните нашите ветувања, или ќе делуваме фракционерство, па се до можноста за формирање нова партија. Нашите барања се принципијални, значи мислам и убеден сум дека го збориме тоа што го мисли членството долу, бидејќи имаме секојдневни контакти. Така да не се лични барања, значи ние сега сме добро позиционирани и во претседателството на партијата и во другите органи, така да ние само се трудиме и бориме, значи да гласот на членството да се слуша горе, да има реална дебата и врз основа на аргументирана дебата да се донесат правичните одлуки кои што ќе бидат во интерес на Демократската унија за интеграција, на нашето членство и на граѓаните. Јас сум убеден дека во ова ќе се избориме и тоа не може да се поврзе само со лично. Значи ние не бараме да се трне некој и да бидеме ние од огнената група дел, значи во владиниот состав.
туку врз основа на дебатата бараме, значи, тие што немаат сработено, немаат резултати, да се одат и да се препуштат место на други, бидејќи ДУИ е демократска, мислам, е партија која што функционира 20 години, значи има доста млади, значи мислам професионалци кои што може да се нафатат со било какви предизвици. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Почитани речи, тоа беше Изет Меджити, подпредседател на ДУИ, еден од членовите кои води битка во барањето за промени во ДУИ. Рекорден буџет и висока инфлација, неизвестност за енергетска стабилизација. Колку што е фискален документ, толку многу повеќе политичко-социјална слика за состојбата во државата. Инфлацијата не јаде. Само за една година пораснала за 20%. Трошоците за живот во октомври година во однос на октомври минатата година бележат за зголемување за 19,8%. Ова е податок од Државниот завод за статистика. Гостин во ово издание на Трилинг е универзитетскиот професор и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, професорот Трајко Славевски. Професоре, најпрво, дали власта свесно или потајно сака да расте инфлацијата со цел оваа состојба да ги држи граѓаните на штрек и во ситуација кога не знаеме колку и како ќе трае оваа енергетско-економска криза? Провокативно прашање, но мислам дека, односно не би сакал да верувам дека власта свесно го прави тоа да ја подгрева инфлацијата. Од една страна инфлацијата е и година власта, затоа што реално го намалува износот на јавниот долг кој што е емитиран во домашна валута. Од една страна и ги зголемува, на некој начин дуе јавните приходи, затоа што тие се наплаќаат на номинални износи кај данокот на додадена вредност, например, и на повисоки цени се наплаќа и повисок данок во апсолутен износ. Но од друга страна, ниту една власт не ја одговара висока стапка на инфлација, затоа што тоа создава гнев, создава револт кај народот, кој што на дневна основа се соочува со пад на животниот стандард, затоа што, како што кажавте, инфлацијата ги ја јаде реалната вредност на нивните доходи. Ево, например, она што скоро беше лансирано во јавноста, пресметката на така наречениот индекс на мизерија, кој што е многу едноставен, представува едноставен збир на стапката на невработеност и стапката на инфлација, ја прави Република Македонија да биде на врвот на земјите во Европа. Само Црна Гора има повисока стапка или повисок индекс на мизерија. Значи, можеби, од една страна станува збор за незнаење за водење на економските политики, јавните финансии и така натаму. Второ, популизам, се уште по инерција, да им се угоди на одредени општествени групи во државата, со тоа што се штети на најголемиот дел од граѓаните. Трето, неможност да се на некој начин зауздат некои апетити кај коалицијските партнери. Овдека мислам на проекциите за трошење на средства за коридорот 8, оној договор со Бехтеленка. Такви проекти во кризни ситуации во најмала рака се одложуваат за некоја година. Професоре, во ист ден со различни проекции излегува Народна банка, поточно гувернерката Бежовска и министерот за финанси. Дали ова помалку треба да не загрижи или сепак ова е ситуација во која ќе мора да се анимираат сите економски и социјални фактори во државата за да се изгради еден широк консензус во однос на тоа како да обезбедиме стабилен или подолгорочен економски развој. Дали во вакви околности е тоа возможно? Прво за проекциите. Секогаш Министерството за финансии, кој што ја представува владата, е поголем оптимист во однос на стапката на раст. Проекциите на Народна банка се пореални, во случајов се попесимистички, се пониски, но најдобро би било, јас тоа го предлагав уште кога бев министер за финансии, проектирањето на
параметрите на економски раст, стапката на инфлација, макроекономските варијабли да се препушти на независна институција. Словенија има таква, Холандија го има тој познат завод за планирање, така што би добиле по-реални проекции, за да нема во текот на годината, например, чести ребаланси на буџетите, корекции на проекциите и така натаму. Соочени сме со уште една противречност, а тоа е дека во наредниот период државата ќе треба да отплати речиси 2 милиарди евра за да ги санира старите долгови. Дали ова моментална стапка на задолжување може да ја издржиме и кој е крајниот плафон? Сите знаеме дека тоа ќе треба да се врати, како што дојде сега време, кога ќе дојде да се рефинансира, да се направи едно револвинг, што се вика, со друг кредит да го платите стариот кредит, со нов кредит да го платите стариот, ќе биде по многу понеповолни услови. Мислам дека треба да се покрај она што го најавува Министерството за финансии, фискална консолидација, тоа да не остане само на зборови, туку буџетот кој што креира дефицити да ги намали тие дефицити во најскоро време, затоа што секој дефицит значи зголемување на јавниот долг. Дефицитот се финансира со зголемување на јавниот долг. Професоре, како ВМРО-ДПМН ќе се однесува во собранието во однос на дебатата за буџетот? Ќе бидете конструктивни? Ќе поднесете илјадници амандмани за да ја обструирате работата? Не, немам информација, тоа е, како да кажам, суверено право на пратениците да поднесуваат амандмани. За обструкција на вака важен документ не станува збор. Вчера започна со експозето на министерот, видовме и обраќање на пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, кои што беа многу конструктивни, укажаа дека буџетот е, како што беше во вашата најава, гломазен, дека е инфлацијски, дека е без преседан она што ни се случува сега со проекцијата за буџетот. Ако дозволите само 30 секунди. Видите, никогаш, мислам дека тоа е и непознато во некоја земја, за само 2 години, од 2021 година, крајот на 2021, реализацијата и проекцијата за 2023 година, приходите се зголемуваат во буџетот планирани за 2023 за 1 милиарда евра, а расходите се зголемуваат за 1 милиарда и 100 евра. Мајте, ако го споредите тоа со бруто домашниот производ од некаде 12 милиарди евра во Република Македонија, тоа е застрашувачка, фрапантна бројка и секој ќе се праша, добро, ние произведуваме ли вредност за таквото буење на буџетот? Не, одговорот е едноставен. Не, се задолжуваме надвор, доаѓаме во опасност кредиторите наскоро да ни кажат стоп, вие сте земја која што е со висока задолженост и ние не сме сигурни дека ќе бидете и понатаму способни да се задолжувате и да ги отплаќате ратите на обврзниците на кредитите и може да дојдеме во ситуација да дури не можеме некои обврски да ги сервисираме. Не сме сега во таква ситуација, но лесно би може да се најдеме со вакви буџети. ММФ одобри интервентна кредитна линија за буџетски дефицит. Дали ММФ ќе воспостави на тој начин и поголема контрола и дали може би треба да се размислува за валутен борд, идеја што пред речиси година денес ја инициираше генералниот директор на Комерцијална банка. Колку се сеќавам, лично што спомнувате, има инициирана таква идеја и претходно во изминатиот период. Не мислам дека валутниот борд е потребен за Република Македонија. Де факто, фиксниот девизен курс кој што ние го одржуваме, барем досега доскоро успешно, од 1997 година, од последната девалвација, е на некој начин или досега беше потврда дека може да се одржува макроекономската стабилност во Македонија, но сега е таа нарушена. Но Знаете, валутен борд, ево, меѓу последните што воведе беше Бугарија, ако се сеќавате таму на состојбата 1997 година, кога земјата беше во голем неред,
имаше голема, односно троцифрена инфлација, пад на владата на тогашниот премиер Жан Виденов и тие најдоа спас во валутниот борд. Сега малку накратко ќе ве вовлечам во политичките води. Деновиве американската амбасадорка во земјава упати критики и забелешки во однос на изборот на новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција. Не слушнавме забелешки или критики од опозицијата во однос на изборот на бази. Дали во МРДП во овој дел тактизира? Сега треба да се подсетам на изјавите, мислам дека и ние со неверување примивме веста, особено откако самиот господин Абази тврдеше дека е независен, дека немал контакти со партијата ДУИ и така натаму, после се докажа спротивното низ бројни фотографии и не мислам дека сте оправо кога тврдите дека немало критики од страна на опозицијата. А што се однесува до изјавата на господјата новиот амбасадор на САД во земјава, мислам дека не беше критика, беше со дипломатски јазик, нешто дека биле збунети, односно тие жалат за средствата кои што биле инвестирани во оспособување на институцијата обвинителство во Република Македонија. Мислам дека доколку сакале да бидат критични, можело тоа да се изрази на подиректен начин. Следите интервју со универзитетскиот професор и член на извршниот комитет на ВРДПМН Трајко Славевски, кој е претседател на Советот на град Скопје. Господин Славевски, Советот на град Скопје, многумина ќе речат, функционира на како циркус Медрано. До кога ќе гледаме ваква рашомонјада на седниците на град Скопје и дали вие како претседател чувствувате одговорност? Циркусот заврши, шаторите беа растурени. Последната седница на Совет на град Скопје, на општо изненадување, вака, ова не го кажувам со драга волја, помина безпрекорно. 2 дена дискутиравме, едниот ден за ребалансот на буџетот, вториот за останатите точки. Циркусот беше предизвикан од страна на градоначалникот Арсовска, која таа ја злоупотреби говорницата на Совет на град Скопје за политички пресметки со, да речам, партијата ВМРО-ДПМН, низиниот председател и слично. Зошто сте биле против номинацијата на Арсовска за кандидат за градоначалник? Едноставно, благодарам на прашањето. Јас и 2005 година, ве враќам многу назад, бев носител на листа на партијата ВМРО-ДПМН и тогашната коалиција за Советот на град Скопје. Тоаш поддржавме, правам паралела, независен кандидат за градоначалник, господин Трифун Костовски, кој што беше на врвот на славата, без оние, да речам, опашки кои што подоцна почна да го следат. И моето размислување беше дека во тој случај, ако направим паралела, господинот Костовски своевремено носеше гласови дополнителни, а додатната вредност на еден анонимус во тој случај, мислам мака непознат во бизнисот, единствено познат како председател на Сојуз на стопански комори, дека нема да има некоја додадена вредност за партијата. Тоа беше мојот став. Да ве подсетам, вие бевте министер за финанси. Во тоа време премиер беше Никола Груевски. Господинот Груевски тогаш имаше многу позитивни ставови во однос на тогашната председателка на Сојузот на стопански комори. Мислам дека господинот Груевски и сега има многу позитивни ставови за Дали вие сметате дека треба да се оди на избори за нови советници на град Скопје? Не, ништо не би се решило со тоа. Каде се разединивте со Арсовска? Не ви ги задоволи вашите партиски апетити во однос на добивањето на директорски позиции? Лично ме прашувате. Некако ВМРО-ДПМН. Каде сум се разишол? Прво и лично и како партија. Не, чекам од надлежните институции потврда или негирање на она што беше обвинување дека, цитирам, некој бил фатен со рачињата во медот. 3 месец немаме никаква информација и мислам дека тоа ќе биде значително за градење на некој став. А за останатото, мислам, обврски, партиски односи со градоначалникот Арсовска, не можам тука зборувам. Лично, ако ме прашате каде сме се разединиле, ние не сме били воопшто споени, затоа што градоначалникот Арсовска на 3 пати јавно во интервјуima кажано дека од самиот почеток не чувствувала никаква обврска за соработка со председателот на Совет на град Скопје.
Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани речи, тоа беше Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и председател на Советот на град Скопје. Обвинителството е под канонада од критики. Дома поради растечкиот криминал и високиот степен на корупција во високите ешалони на власта. Од дипломатите пак критики за номинираните судски и обвинителски кадри. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е Антонио Јолевски, председател на Советот на обвинители. Добре дојдете во емисијата. Кога шефот на обвинителството падна болен? Од изборот на Абази или од Русковска? Јавниот обвинител е отсутен од петокот, барем според мои сознанија, не можам да речам сега од што падна болен кога веќе тој беше хоспитализиран и во понеделникот кога требаше да се одржи седницата, разбравме дека се наоѓа во клиничката болница. А што точно и како има диагноза? Господинот Абази не сака да биде дел од Академијата на суди. Зошто се повлече господинот Абази од Академијата? Абази си поднесе писмено барање дека се повлекува од функцијата член на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители, каде беше номиниран од страна на, предложен поточно од страна на Советот на јавни обвинители. Причина посебна нема наведено, меѓутоа според она што знам дека причина беше меѓу другото за да се исклучат сите оние спекулации околу тоа дека неговата сопруга е еден од слушателите во оваа генерација која сега треба да заврши. Да ги елиминира сите тие понатамошни озборувања дека би влијаел и евентуално да се оттргне од него сомнежот дека влијај. Абази има селекција од фотографии со функционери на ДУИ, кој вели дека долг период нема никакви комуникации со комуникација со интегративците. Вие во една прилика изјавивте треба да му се даде шанса на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал. Ова помалку ми наликува како на практикант да му се даде шанса да работи во фирма, па ако се покаже ќе го вработиме. Погрешно бев разбран, не шанса, пред да го критикуваме, да му дадеме можност, односно шанса да почне да работи, пред да ги критикуваме резултатите. Ние пред време тргнавме, односно цела јавност тргна дека овој кандидат, односно овој обвинител сега на обвинителството за организиран криминал и корупција, нема да ја заврши работата или не знам што, да го оставиме да почне да работи. Критиките нека следуваат понатаму, односно оцените праточно да следуваат понатаму од како ќе почне со работа. Јас ја спомнав како шанса да без да биде напаѓан во медиумите, уште не почнат. Во тој правец беше, а не беше во тоа дали како почетник. Тој си има работено, има искуство, работел и во основно обвинителство, работел во висше обвинителство, беше член на дисциплинската комисија, го знаат останатите обвинители. Колку може еден обвинител да биде отпорен на притисок и влијание во ситуација кога има блиски релации со политички бизнис личности? Тоа зависи од самиот човек, од самиот обвинител, од неговиот интегритет. По правило ние ги викаме дека сите обвинители треба да имат, како и судиите, како и останатите носители на функција, зборуваме за независните, не за оние од политиката, тие од политиката се други, да речам, функционери кои не знам како тие постапуваат, меѓутоа за делот на обвинителството и судството, по правило, обвинителите и судиите треба да имат свој интегритет. Колку тие ќе се изборат, зависи од самите нив. Очекуваме дека обвинителството за гонење организиран криминал и корупција ќе се ја завршува работата онака како што треба и од новиот шеф ќе се ги преземе сите мерки за да функционираме според оние задачи и задолженија кои ги има. Дека ќе се гони криминалот, односно ќе се завршуваат повеќе предмети кои се во надлежност на тоа обвинителство. Дали ова значи дека предходничката на Абази, господјата Русковска, не ги испорача резултатите во справувањето со корупцијата и криминалот? Не можем да речем дали ги испорачи или не. Ние позитивно сме ги оценували извештаите во времето кога беше господица Русковска шеф на тоа обвинителство. Меѓутоа, кажувам што се очекувањата од сегашниот шеф, кој треба доправа да почне и од тие очекувања, очекуваме исто да продолжи. И ако може и да ги подобри. Секогаш имаме од добро и подобро.
Господине Јулевски, точна е вашата можеби констатација дека пораката на американската амбасадорка е политичка, меѓутоа го слушате ли вие ехото на јавноста за критиките за неажурност, нетранспарентност, помалку селективен пристап? Го слушаме и тој дел. Нормално е дека јавноста сака да биде запознаена со повеќе детали, со повеќе податоци. Нормално е дека сите тие, посебно инволвираните страни во делот на судството, на обвинителството, каде што имаат свој пријави, каде што имаат свој предмети или каде што имаат свој интерес, да се повикуваат на ажурност и да бараат одлуки онака како што бара законот. Сето тоа е делумно точно, бидејќи ажурноста како ажурност, јас сметам дека не е на највисоко ниво, дека не треба да се подобри, меѓутоа капацитетите од друга страна во обвинителствата се такви што токму политиката во долги години наназад не ги пополнуваше, односно дали тоа беше преку академијата, на кој начин се одливаја кадри, ние дојдовме во ситуација да сега имаме 82 обвинители помалку од потребните 244. Тоа се 1/3 од оние систематизирани места, не ги вклучуваме тука 18 систематизирани места кои одат на организиран криминал и корупција, за гонење на организиран криминал. И да сакаат во одредени места имаме само еден обвинител. Нормално тоа се одразува на делот на ажурноста. Битно е да не се одрази на делот на квалитетот, да не ги грешат работите во делот на правичноста и на законитоста во постапувањето. Ажурноста ние гледаме дека е доста намалена заради огромниот број на предмети, а намалениот број на обвинители. Нормално е да се реагира од јавност и ние сакаме да помогнеме, меѓутоа пак ќе упатам критиката на што сметам дека и политиката треба со системски закони да помогне да ги пополниме тие места. Господин Јулевски, издржани ли се забелешките на американската амбасадорка за тоа каде што таа вели дека е изненадена од начинот и постапката на изборот на новиот шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција? Ако зборуваме за постапката, не сметам дека тука има било какви забелешки. Таа постапка е согласно законот. Законот за јавно обвинителство од 2020 го предвиде ваквиот начин на избор на основен јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција. Советот, како совет, имаше дадено своји предлози, имаше и работна група која даваше предлози при носењето на тој закон. Ни една варијанта од тие, односно ни еден нацрт од тие предлози и предлози на, да речам, и советот и работните групи, не излезе како конечно решение, туку излезе ова решение кое и нас не изненади, меѓутоа тоа е законското решение. Може би е изненадена од резултатите или не знам што, меѓутоа тоа беше начин на изјаснување онака како што е предвидено во законот. И немаше ни едно прекршување на ни една законска норма. Друго е прашањето дали советот имаше улога и зошто е изоставен советот во носењето на тоа законско решение. Советот се маргинализира и советот овде не може да учествува со ништо при предлагањето на кандидати, при утврдувањето на листа, при сумирањето на резултатите, освен сумирањето на оние резултати кои ги добиле од изборот, односно од гласањето на самите обвинители. На што ви личи овој непотизам, керки, снаи, зетовци, поблиски, подалечни роднини да се инсталираат, вработуваат во судови, академии на суди, обвинителство? Непотизмот не е дозволен, велиме, меѓутоа да не одиме воопштено. Се треба да се има конкретни примери каде се најдуваат тие, да речем, членови на семејства или не знам кој. Вие спомнавте, тоа треба да се испита од случај до случај. Не можеме ние генерално да речеме дека се сите примени по ова или по она линија заради родителите или заради роднините. Имаме еден куп од тие кандидати кои се заслужни за она што го постигнале во својот живот и во својата работна кариера. Имаме луѓе кои ги поминале и факултети, сите оние приемни испити, стигнале до она што стигнале. Друго е прашањето на кој начин, ако сакате да кажете, дали некој им помогнал. Не можам тука да знам дали некој им помогнал за сето тоа да го постигнат. Помалку
излезе индикативно повлекувањето на господјата Фатиме Фетај во трката за председател на Висшето јавно обвинителство, иако била оценета со најдобра оценка. Во јавноста проструја неколку дилеми и помалку шпекулативни, дека Фатиме Фетај била уценета па се повлекла, дека веќе однапред се знае кој ќе биде председател на Висшето јавно обвинителство, и третата дилема е дека и тука политиката има вмешано прсти. Ни едната, ни другата, ни третата, јас не можам да ви ги одговорам да кажем. Прво, не знам дали врз неја се вршило влијанието, само таа може да ви кажи, зборувам за јавната обвинителка Фатиме Фетај. И за мене беше изненадувачки кога стигна мејлот, меѓутоа, тоа е незина волја. Вчера стигна и написмено онака како што баравме, односно јас се слушнав во телефонски разговори, побарав, бидејќи во обичаен начин на комуникација со Советот и поднесување на пријави, и повлекување од кандидатури, и во писмена форма со предавање во писарницата на Советот. Причините не можам да ги знам, затоа што во ниеден момент не изнесе дека некој извршил влијание или дека била принудена да ја повлечи кандидатурата. Од друга страна, се уште Советот нема донесена одлука, ниту можам да знам дали некој од членовите имат некому ветено, онака како што вие велите, дека пред време се знае. Никогаш не се знае пред време пред да се одржи седницата кој како ќе гласа. Гласањата се јавни и сите може да ги проследат и да слушат. Дали вие мислите дека Русковска можеше да покрене обвинителен акт против Зоран Заев? Дали ја Бази може да очекуваме да покрене обвинителен акт ако има основа против лидерот на Дуи Ахмети? Дали можеше обвинителот Шврговски да покрене акт против екс-премиерот Груевски? Секој кој работи како обвинител, законски има право да води постапка, да покрени постапка, односно, како што вие го нарековте, да започне и било каква кривична постапка ако има сторено кривично дело. Ако има основи на сомневање, а после тоа и основаност на сомневање, меѓутоа првично да има основи на сомневање дека е сторено некое кривично дело. Тука никој не е исклучен дека против ова или оној не може да се покрени постапка. Тоа зависи од оној кој ја води таа постапка. Она што прее го реков. Дали обвинителот го има тој интегритет за застани и да се ја води постапката. А дека може, секој може. Секој обвинител. Па и должност му е на обвинителот да поведи постапка ако има сторено кривично дело. Лошо е да не се поведи постапка. Тогаш идат тие шпекулации дека не поведуваме постапки заради пријателството, заради влијанието на политиката и не знам што. Господин Јолевски, повеќе меѓународни фактори констатираат недоверба во правосудството. До кога и како ќе се надминува лоша перцепција во правосудниот систем? Недовербата имаме ние времења наназад низ оние анкети. Дали е така или не е така е друго прашањето, затоа што перцепцијата е едно, состојбите се сосема малку поинаку. Во секој случај, за да на граѓаните и на сите останати им докажеме дека на вистина функционираме, треба почнеме да ги засучиме ракавите и да работиме. Да испорачаме резултати. Пред се да си исчистиме собствени редови ако сметаме дека некој злоупотребува својата функција, почнувајќи од себе си да тргнеме како обвинителство, судство. Ако имаме луѓе кои не си ги вршат своите работи, кои ја злоупотребиле својата функција, треба да ги отстраниме. И тоа е почетна фаза. А понатаму да почнеме да ги работиме предметите онака како треба, неселективно, согласно закон. Тогаш граѓаните ќе ни веруваат. Рековте дека треба да почнеме со прочистување внатрешно меѓу... Не може, треба, не реков може. Туку треба да почнеме од внатрешно. Затоа што, ако ние самите, кои меѓу себе се знаеме и сме слушнале дека одредени колеги не работат по закон или нешто друго не доведува по сомневање, треба да испитаме и треба да го прочистиме тој дел. Кој е според вас најдобриот модел за прочистување? Еден период се заговараше тезата за ветинг во правосудството, но се покажа, например, дека во Албанија тој процес
не ги даде посекуваните резултати. Кога ќе имаме навремени контроли и проверка дали обвинителите работат согласно законот, колку е тоа ажурно и нормално кога ќе проработи тој дел, ќе проработи и делот на дисциплинската одговорност. Кога ќе видам дека вишите обвинителства работат, не можам да речам дека е сега селективно, бидејќи ги нема резултатите од нивните надзори. Доскоро немаја надзори. Имаја надзори, ама заради намалениот број на вработени, не се стигнуваше. Сега сметам дека треба да ги засилат тие надзори, треба да се провери. Тоа е начинот на неселективно, затоа што кога ќе влеземе во сите обвинителства, кога ќе се провери работењето по подрачја, зборувам, по виши подрачја, лесно се утврдува кој има резултати, кој нема резултати во работењето, кој има кој од оправдани, кој од неоправдани причини. Со тоа ќе знаеме кои кадри треба да останат, кои кадри не треба да останат. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и јас за поканата. Шумата е голема. Може да те котне. Не си спремен да видиш што има таму. Секогаш слушај. Секогаш. Тој е еден од ретките режисери во земјава кој низ последните телевизиски проекти успева да ја насмее македонската публика. Како е позициониран денеска уметникот и што значи слободата во уметноста? Вечерва разговарам со режисерот Вардан Тозија. Добро вечер, Тозија. Добро вечер. Вашиот последен телевизиски проект, Куќен притвор, е првата спин-оф серија во македонската телевизиска продукција. И Преспав и Куќен притвор се исклучително комични проекти. Што значи да се насмее македонската публика во период кој, како да подзаборавивме да се смееме сите? Па, мислам дека е доста тешко во ова време во кое што живееме денес, каде луѓето се носат со себе голем цинизам и потиснат гнев заради нивното секојдневие, да се изнуди било каква насмевка. Од друга страна, македонската публика е прилично образована во поглед на телевизиска продукција, така да имаме пристап во денешно време до Netflix, HBO, Hulu и што не. И веројатно нивните очекувања се секогаш нешто да биде на тоа рамниште. Меѓутоа знаеме дека нашите услови се доста пооскудни. Така да представува еден голем предизвик, една сериозна работа за воопшто да се дојде до некакви резултати и да се допре до срцата и умовите на македонската публика. И кога ги споминавме околностите за создавање на телевизиска продукција, вие сте режисери на сериите Инсайдери на терапија. Тоа се едни проекти кои што беа, впрочем, и најгледаните телевизиски серии во последниве 7 до 8 години. Поправете ме ако сум грешка во однос на бројката. Зошто не се снимаат повеќе телевизиски серии во Македонија? Ајде да ја земеме во предвид Србија како најблизок сосед. Изминатава 2021 година беа емитувани 30 телевизиски серии на различни српски канали. Каде сме ние тука позиционирани? Ние сме како и секогаш на опашката, односно не сме скоро никаде. Тоа што кажавте дека се најгледани тие серии, каде што сум еден од режисерите, на некој од нив некаде сум единствен режисер, е единствено поради фактот дека не ни постојат други серии кај нас, односно нема никаква телевизиска игра на продукција. Не можеме да се споредуваме со Србија затоа што колку и да сакаме, колку и да мислиме дека и тие се мулјаат негде во калта заедно со нас, постои таму еден голем отклон, постои една традиција, ајде да не речем цивилизацијски придобивки, една историја, врз која се полага многу знаење, многу пари, многу средства. Кај нас се уште не се случило да постојат спонзорства кои што спонзори, луѓе, поединци, фирми, мокници, било што, кои што би сакале да вложат во нешто што би го на некој начин би го образувало или би го забавувало нашиот народ. Правно гледано во Србија, не е само Србија, дури една Босна има 20-кратно поголема продукција од нашата, што е нели земја протекторат се уште без никакви услови. Тоа е дека
постојат некои законски одредници каде што големите фирми, големите компании имаат даночни олеснувања доколку се инвестира во културата. Сега добро, кај нив малце се превиткуваат правилата по ентертејнмент, односно во забавата. Така што голем процент од заработката односно од даночењето на Српскиот Телеком или на Босанскиот Телеком одат во продукција на играни серии пред се. Меѓутоа не е само тоа, кога ќе погледнеме и кон филмот, секогаш постојат огромни инпути од самите локални самоуправи, самите поединци и компании за да се воздигне и да се етаблира уметноста во таа конкретната земја, во случајот Босна или Србија сеедно, пред меѓународната публика и надвор. Кај нас тоа не постои. Сега тоа е више подлабоко прашање колку ние самите правиме за нашата земја, односно луѓето кои што треба да се некакви релевантни фактори. Го споменавте филмот, вашата филмографија вклучува долгометражни, краткометражни и документарни филмови. Во една прилика велите, мојот двигател е да создавам филмови во кои Балканот не е само место на дивјаци вопинци, жртви на примитивизам и распаднати картон насталпи. Што значи да се создава филм кој излегува од добрачот на оној стерилен социјален предмет на раскажување? Па, тој тип на наратив си носи своји препреки. Прво, затоа што за да се изгради нешто што го надминува ова наше милје, треба доста финанси, знаење, борба, затоа што ние ги немаме некаков трек рекорд, немаме некаква традиција на отклонување од тој тип на филмови. Имаме инциденти, меѓутоа секогаш еден мејнстрим бил да се покаже колку сме ние јадни, веројатно поради нашава историја, немам појма. Од друга страна, голем број од фестивалските жирија, фестивалските селектори, тоа интернационални секако, тоа го очекуваат од нас, очекуваат тој патос, вечно и вечно ние да сме во една состојба на мазохизам, каде што цело време си ги препричаваме нашите проблеми, нашите страдања, нашиот чемер. Но тоа со години се провлекува. Тоа со години се провлекува и се додека е тоа, затоа ви кажувам да двостранно. Едно е дека ние треба да се отклониме од традицијата, а второто е дека ако се придржуваме кон традиција, условно кажано, на социјални драми, на тешки, патетични или какви да е филмски остварувања кои што го носат нашиот мрак, кој што ја не сум убеден дека како нација ние имаме само мрак. Верувам дека имаме и хумор, верувам дека имаме и нешто поинаку да покажеме. Еве, например, се облекуваме, не сме голи не живееме во пештери. Така да си цело дека е тоа подкрепено од странските фестивалски селекции на филмови кои потоа многу тешко доаѓаат, добиваат прием кај пошироката публика, затоа што и на неја има доста сострадања. И меѓу другото затоа што кај нас секогаш контекстот е тој, секогаш може да се направи социјална драма, меѓутоа да се даде еден друг слој над тоа, кој што ќе биде воден од убедлива, модерна приказна. Крадеш или они лажат? До кога? Не се ова нормални деца. Самиот знаеш. За пичето крадеш? Само ги лажеш тие психопати за да им биде погадно кога ќе пропаднат у гомна. А тие више се и ќе бидат у гомна. Од кај си, ти? Од домон? И покрај сите овие сегменти, какво е вашето видување за позиционирањето на балканскиот филм на она интернационална филмска мапа? Балканскиот филм е широк поим. Ако тргнеме од Грција со неколку нивни феноменални режисери кои што више функционираат во Европа и во Холивуд, еве како на пример Латимос, или во Србија каде што има толку диверзифицирана кинематографија и телевизиска продукција секако. Ние може некако да се ставиме рамо до рамо со Босна, каде што се уште се профитирано на бескрајна трагедија која што се случува. Викам профитира затоа што
Мислам дека време е малку да го оставиме зад себе минатото и да тргнеме кон некаков нов наратив. Тој нов наратив не подразбира секако сега ние да пробуваме да правиме тинејџерски серии каде што све е розево. Меѓутоа да влеземе малку во една продукција на филмови кои што би сакале самите да ги гледаме, а не да правиме за некој што може би сакал да ги гледа. Тозија, вие сте еден од ретките уметници во земјава кој умее гласно да зборува и умее да ја афирмира состојбата со уметноста во земјава. Како е позициониран денес уметникот во Македонија? Мислам дека зборував често на оваа тема, не е позициониран никако. Во држава која што е во распад и која што континуирано пропаѓа на секој можен план, уметноста е секако и секогаш ставена на последно место. Сега нормално нашата уметност се базира на локалниот пиар. Неколку луѓе ќе разгласат, неколку трубадури по улиците дека е нешто добро, некој мал сегмент од народот се привлекува на тоа, удираат на фанфари, мислат дека е тоа некакво големо достигнување, тоа згаснува за 2 дена, нема никаков меѓународен прием или никаде не излегува и завршува. Меѓутоа во нашата вчауреност и во нашата автореферентност тоа звучи дека е многу повеќе од добро и квалитетно. Тоа се однесува не само кон создавачите, односно оние привилегирани, да кажеме, кои некако допреле до тие институции и центри на моќ за да добијат поголема сума на пари, да бидат финансирани. Тука кривицата ја наоѓам и до новинарската фела, односно до комплетно она што го викаме критичка маса на нашава земја. Се уште нема јасно изграден став кон тоа што е квалитетно, што не е. Секогаш за тој локален пиар се губат трагите на нешто, дали треба понатаму да се поддржува, дали треба да се промени или дали треба да се прекине да се поддржува. Не, ние вечно талкаме со децении во некоја наша, како да кажам, хипноза кон идолите кои што веројатно некој од нив се веќе одамна во залез, меѓутоа во мала средина тоа цело време се рециклира и трае. И младите луѓе едноставно го бираат начинот, посебно уметници, да побегнат, затоа што сметаат дека нивното знаење би се валоризирало повеќе на друго место. Сметате дека слободата е диктирана во земјава? Не е диктирана. Не имаше една несреќна изјава за тоа. Мислам дека не е диктирана. Постоја мали обиди пред 10 години да биде диктирана, но дури и тогаш не беше тоа на начин на кој што знаеме дека се случува во други земји. Диктирана може да е суптилно или срамежливо, кукавички, ајде да кажеме, од тие центри на финансирање, во поглед на тоа дали ќе одобрат некој проект. Меѓутоа, кога ќе се одобри веќе некој проект, мислам дека тука нема некое влијание, немаме толку цврста рака за дури таа слобода да ја диктира или да ја попречи. Слободата на израз на уметникот е неприкосновена и мислам дека се уште е така и кај нас. Таа кохезија или таа симбиоза помеѓу онаа врска помеѓу институција и уметник е тема која што се провлекува некако со години и не се бара одговор, не се бара решение на истата. Ќе ве вратам неколку месеци назад. Годинава вашата покојна мајка Сабина Ајрула Тозија, која остави голем печат за македонскиот театар и се она што припаѓа во полето на уметноста, беше испратена на една групна недостоинствена комеморација во нејзиниот матичен театар. И повторно се враќаме во сршта на проблемот кохезијата помеѓу институција и уметник. Добро, тоа беше мој став дека беше така испратена. Мислам дека беше недостоинствено да се направат 4 комеморации одеднаш, каде што доаѓаат 4 групи на луѓе кои што не се ни познаваат меѓусебно и воедно како можеш да фокусираш 4 комеморации, да, мислам, малку е шизофрена таа идеја. Тоа беше направено поради наводно пандемијата и поради тоа за некако на брзинка да се заврши работата, да се испратат тие луѓе. По мене тоа беше недостоинствено, го кажав мојот став тогаш, немам искрено што да додадам, затоа што
и не знам што би можел да сменам за во иднина во поглед на тоа. Се надевам дека нема да се случи пак. Тозија седмата сезона на Преспав е во фаза на подготовка. Дали се знае кога точно македонската публика ќе може да ужива со шегите и сите оние случувања на фамилијата Бузалевски? Мислам дека ќе биде малку одолжено снимањето, но секако ќе се случи. Повеќе информации може да имаат од продукцијата, зашто ја сепак сум човек кој што работи на повик. Му се јавуваат, тргнувам и тие 2 месеци работам. Немам уште точна информација, мислам дека на почетокот на следнава година ќе биде малку подоцна него што отколку што беше порано. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам на вас. Следете уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување од мене и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. Во меѓувреме читајте на triling.mk. Довидување.